Го гледате ова шаренило? Затоа е Шар планина. Одиме кон Плат, а конечно еве со нас и книгата од Ѓорче Петров, од која што ќе прочитаме по нешто за Шар планина. Уживајте во Македонија. Здраво живи уживатели во Македонија, еве не на шаренилото, на Шар планина, на еден прекрасен ден под врвот Плат. Конечно со книгата Материјали по изучувањето на Македонија од Ѓорче Петров, од која ќе го прочитаме следново. Вика, вика, жителите на шарските села им даваат на разните места на билото различни називи, од кои некои се познати само таму, а другите во цело Тетовско. Позабележителните имиња се следните: на југ од врвот Шар, или познат како Титов, оригиналното и вистинско име му е Шар, се Смрека, Смрдеш, Маздрача, а на север од него Сардатица, Пирибек, врв Шар, Рогопеч, највисокото место во целата шарска линија, Веќевска планина, Ајрадин и Иснел. Потоа следуваат Брза вода, Ливадица, Рамна, Бистрица, Чушица и Каменица, кои го сочинуваат најсеверниот дел на самата шарска верига со Езерце планина и врвот Шилегарник на Голина. Ова е само еден мал дел, а со книгата Материјали по изучувањето на Македонија ќе шетаме и уште многу ќе уживаме во Македонија. Да живе! Пратели во Македонија, како што ќе видите на крајот од овој спој од снимки, таму не послужува време, на почетокот на оваа година удри гром и не си скачивме, а сега сме на врвот Плат, 2398 метри, врвот со најубавата гледка која што сега гледате од Шар планина. Затоа што овој врв има средишната положба во срцето на Шар планина. Пред вас е долината на Пена, таму се Кобилица, Караникола, еве долината на Лешница, каде што има еден прекрасен водопад, позади е Кривашија со Кривошиското езеро, а еве го и величествениот врв Шар. Тука еве неконечно со книгата Материјали по изучувањето на Македонија од Ѓорче Петров, а од неја ќе прочитаме само едно нешто на оваа прилика. Шар е многу висока планина. Таа е највисоката планина не само во Тетовско и Скопско, туку и во целата наша земја Македонија. Таа се гледа дури од Кочанско и Штипско и од повисоките места од Битолско. Значи, ова е Шар, ова е убавината на Македонија. Конечно ова е книгата со која што многу ќе уживаме, да не зборувам јас многу. После следат снимките од трансферзалата и видите, кој што ги одевме уште неколку врвови на Шар. Ова е снимката Шар Шаревски, на Шар планина со шарски гледки и убави шаренила. Уживајте во Македонија! Едеме уживатели во Македонија на југо, долу кон Дувотен, одиме на Пирибек, после Незарска чука, слободно сними таму и продолжуваме да уживаме во Македонија. На вториот ден од трансферзалата, сега сме на Елема, еве што искачивме од Езерски врв. Уживајте во Македонија! Точно така! Здраво живо, уживатели во Македонија, на третиот ден од трансферзалата, денесот одиме кон Трпезница, а потоа одиме на гигантскиот Шар, или Тито врв или Голем Турчин. Се гледаме попосле. Здраво живо уживатели во Македонија, еве не на врвот Шар. Ако не знаете, врвот Шар е вистинското име во минатото, пробитното име кој што го носи Тито врв или Голем Турчин. Ова е Шар. Ние сме на четвртата контролна точка на трансферзалата. Уживајте во Македонија. Здраво уживатели во Македонија, еве не повторно на Шара. Претходните снимки беа од трансферзалата, сега сме на покана нашите домакини од Пожарене. Одиме кон Мала и Голема Враца, а ова, сними го, овој шумовит дол е долот, изворишниот дел на реката Маздрача, која е прва десна лева притока на Вардар во Полог и воопшто втора после реката Нелта. Одиме на Враца. Уживајте во Македонија. Уживатели во Македонија, ова е пределот где се и двата врва Враца. Ние на трансферзалата одевме зад нив, каде што се изворите на Радикал, таму е областа гора во Косово. А ова е Голема Враца крпестото, тоа е Малечка Враца. Ова е реката Маздрача долот и ова е, како што го вели Ѓорче Петров, четвртото или петото подгорие на Шар планина. Шар планина е невидена убавина. Уживајте во Македонија! Сакамо! Уживатели во Македонија, еве не на Враца ви покажеме на ретка непозната гледка од Шар планина, тоа се двете врачански езерца. И гледате, оно може да зумираш, бидејќи се во иста линија и се иста големина и се толку близко, еве јас ги нарекувам врачански очи. Гледате, десното е по-темно, значи има каменесто дно и е подлабоко, а левото е светло, има уште едно мало тука долу, тоа не се гледате, мала локвичка.
Ова се Врачанските езера. Уживајте во Македонија! Еве ги Врачанските очи. Мала Враца и езерцата. Уживате во Македонија, еве на врвот голема Враца 2580 метри, мала Враца. Она доле е Шутланското езеро. Многу интересно во езерце. Ова е мала Враца, позади ќе видите рудока со оваа жака протежување до Мазрача. Откаде што дојдовме, и ете рудока и Богуслав е ставено позадината. Слободно, фати и само. Уживајте во Македонија! Гостиста. Распукала Шарпланина. Се наоѓаме веднаш под врвот плат, кој е висок 2380 метри, скоро 390, и се наоѓа на билото на Шарпланина поточно, како што запиша нашиот македонски револуционер Ѓорче Петров во својата книга Материјали по изучавањето на Македонија, која што наскоро ќе може да обработени преведена да прочитате и да имате и да користите при вашите патувања, шетања, истражување и уживање на Македонија. Ова е пределната граница помеѓу првиот дел на Шарпланина, каде што се врвовите, кои ќе ги покажам подоцна, Кара Николица и со Кара Николичкото езеро и Кобилица, и Попова шапка со гигантскиот врв, величествениот Шар, или познат како Тито врв или Голем Турчев. Ние додавме од оној дел каде што е Црн врв, Јелачки Црн врв, и од Попова шапка низ оние огромни карпи и густи борови шуми, каде што има и остатоци од прашумски растенија, што е ретко и единствено во Македонија. А сега се искачуваме на плат по 6 часа пешачење и уживање покрај Цирипашина река, прекрасни, каде што се прекрасните убави водени, студени брзаци и водопади. Тука сме 8 члена дружина љубители и уживатели во Македонија, од кои 3 девојки во Штип. Целта на оваа снимка е да ги видите овие убави гледки и да се соблазните од убавината на Шарпланина, а потоа секако ќе може да се насладувате од таа убавина кога ќе дојдете на овие места. Уживајте во Македонија. Еве да ви покажаме. Еве го врвот плат, каде што ќе се искачаме наскоро. Ова е врвот Кара Никола со Кара Николичко езеро. Еве ги Александар и Барбара од Штип. Позади нив се селата Вешала, Вејце и Бозовце. Ова е сртот по кој се искачуваме, кој е пределна граница помеѓу првиот и вториот дел на Шарпланина. Тоа се боровите шуми од кај Јелачки Црн врв по кој дојдовме наваму, и наваму е Попова шапка со прекрасно врв Шар. Уживајте во Македонија. Да живее Македонија! Здраво, здраво, уживатели во Македонија, еве не конечно на врвот плат, каде што се пружа најубавата гледка на Шарпланина. Под нас е прекрасната долина Лешница, со овие прекрасни убави карпи и овој убав водопад. Ова е Среден камен, тоа таму во облаците е Шар, односно Тито врв. Тоа што видовте на почеток беа селата Вешала и Вејце, а наваму се Црн врв и Попова шапка, од каде што дојдовме по 6 часа пешачење. Зирнете ги овие убавини на Шарпланина, соблазнете се и дојдете да се насладувате. Уживајте во Македонија. Поздрав до нашата 8 члена дружина уживатели во Македонија, од кои 3 прекрасни девојки од Штип, меѓу кои едната Барбара сега во моментот слика. Снима, точно. Уживајте во Македонија. Еве, Кате беше, така? Да. Голем поздрав до сите и да живее Македонија!